Старото нервно оделение во Штип потенцијална епидемиолошка бомба. Семејствата сместени во оваа зграда од овој простор направиле депонија. Па таму санитарниот инспектор и епидемиолозите констатирале загадување на почвата и голема опасност од појава на тешки заразни болести од типот на лајмска болест, лишманија, нилска треска, цревен тифус, дизентерија, жолтица и слично. Цврст и течен отпад е присутен во целата околина, како и во самите стамбени објекти во големи количини и истите ја загадуваат околината и шират непријатен мирис. Канализационите цевки се запушени и причина за поплавување на одредени бараки и опасност од болести. Стои во извештаите на Санитарниот инспекторат и Центарот за јавно здравје Штип. Ова се надоврзува на континуираните поплаки на жителите од овој дел од градот, на присуството на ромските семејства во објектот на Старото Нервно. Доселија ги од овамо таму, од кај ги докараа доле веја од друго место, фактички едноставно треба да се отстранат. Ја барам така мислам, тоа што појдете да ќе видите, снимајте. И безобразно по тука нападнање човек со шипко кој беа удариле. Појдете, ќе видите, снимајте, ќе видите дека што е тоа таму. Исечени багреми златни дрва веја. Исечеја, депонија напред. Таму не се мине, едноставно не смееш највечер, преку ден не смееш да минеш, највечер момента направиме. Тоа е удивиот запад горема. Индијанци. Ѓубре, нечистота е ништо. Идеше низ диспанзера. Помина слободно, немаше гале. Сега не смее да помина. Иде со страх, се нов. Поради ова, најмалку 500 жители од штипските населби сењак и 8 ноември со петиција побараа од општината итна дислокација на станарите од Старото Нервно. Во овој момент нема друго решение освен таа ромска заедница да биде во Старото Нервно оделение. Прво и основно се ближи зиме, тие луѓе не може да бидат на улица. Општината нема друг простор, нема друга локација каде што би ги префрлила и тие луѓе мора да имаат кров над главата, додека ние бараме решение. Ние го изменивме деталниот урбанистички план, поминато е на седници на совет дека на триаголникот кај Черења треба да се гради зграда во која што е предвидено да се сместат токму и овие ромски фамилии. Пратен е и допис до Министерството за транспорт и врски со барање доколку се гради нова зграда од социјален карактер, таа да биде лоцирана таму. За сега резултатите, односно одговорот е негативен. Меѓутоа општината и градоначалникот продолжуваат и понатаму да преговараат со цел да се обезбеди таа локација и таму да се гради зграда. Инаку околу 45 ромски семејства и над 200 жители се сместени во напуштената зграда на ова нервно оделение, откако пред 3 години им се поплавија домовите покрај Брегалница. Од тогаш до сега тие се предмет на бројни поплаки и реакции и од граѓани и од институции.